76-годишен пациент од Драчево е четвртиот смртен случај од западно-нилска треска. Тој бил хоспитализиран во тешка состојба и на клиниката се лекувал 27 дена. Во моментов на инфективната клиника се лекуваат 20 пациенти, од кои 18 се потврдени на вирусот, а 2 од нив се сомнителни и се чекаат резултати. 5 пациенти се во критична состојба и се на респиратор. Со ова бројката на потврдени случаи се искачи на 38. За жал морам да ве известам дека во вчерашните доцни часови уште еден од пациентиве кој беше во тешка здравствена состојба во одделот за интензивна нега почина. Се работи за 76 годишен пациент кај кого претходно беше лабораториски потврдена Вест-Найл вирусна инфекција, невроинвазивна форма. Границата на инфицирани се намалува и освен 25 годишната пациентка која е потврдена на вирусот, хоспитализирано е и 24 годишно момче за кое се чекаат резултати. Синоќа е хоспитализиран и 24 годишен пациент кој се води како суспектен случај во тек на денешниот или утрешниот ден. Треба и кај него да видиме дали ќе се потврди клиничката диагноза. Инаку поради алармантните бројки на починати и заразени, здравствените власти го подигнаа нивото на мерки. Диагностиката се покачува од 4 до 8 анализи дневно. Дополнително информирани се сите здравствени работници за симптомите на Западен Нил, за побрзо да се препознава и диагностицира. Тоа се инфективните оделенија, матичните лекари, семејните лекари, како и клиниката за неврологија и невролозите. Исто така ќе се лоцираат и застоени води при што ќе се врши дезинсекција, но и ќе се прави вонредна контрола на слободна угината живина покрај каналите, посебно на угинати гаврани кои се преносители на вирусот. Се апелира и до граѓаните да ги празнат и базените во дворовите кои можат да бидат легла за комарците. Поради зголемениот број на заразени од западно-нилска треска, здравствените власти прогласија епидемија во 5 скопски општини. Апелираат граѓаните да бидат внимателни и да се заштитат од комарци. Доколку почувствуваат висока температура, вкучанет врат, главоболка, дезориентираност и омалаксалост, веднаш да се јават на матичен лекар. Инкубацијата на вирусот трае од 3 до 14 дена. Поради актуелната епидемиска состојба, вчера вечер вонредно прскање од земја против комарци изврши општината Ѓорче Петров, а градските власти вечерва ќе ја спроведат 13-тата поред дезинсекција против комарци на подрачјето на Скопје. Акцијата ќе опфати и авионско и теренско прскање.